Неопходен е надзор од родител или старател. Си бил во право, Фехме. Не било случајно што Ѓурѓан бил убиен веднаш по разговорот со тебе. Значи, Ѓурѓан е убиен затоа што сакал да влезе во Советот, така ли? Не, немал зборувано за ова со никого. Она што го убило, било расипувањето на договорот заради тебе. Добро, а дали дозна кои се овие стари ортаци што ги има? Ке го дознам тоа набргу. На сметка ти префрлив уште поголема сума на пари од тие што ти ги има ветано. Сега седни и да поразговараме за понатаму. Ако сакаш да зборуваме за нови планови, тогаш најпрвин кажи ми го крајот. Овој пат ти ќе го одбележиш крајот. Ти. Нашата нова цел е ова заедништво да го распространиме на 7 континенти. Тоа бара многу луѓе, бато. Колку мина сме овде? Црната десница е тука. Да. Со таа цел ја основавме црната десница. Но тие што ја основаа десницата, веќе се заминати. Како мислиш, бато? Ви зборувам за многу стара организација. Со основањето на црната десница, еден дел на организацијава веќе почнал со акција. Со ова ширум светот сме разбудиле околу 50 на заедници кои чекале некој да ги разбуди за преземање нови мерки. Што чекале до сега? Полате.
До сега чекале да стигне волјата и силата која ќе не обедини сите. Со пирамидската операција, вие го започнавте процесот. Со таа операција им ја пренесуваме нашата порака на окупаторските династии. Веќе сме во Истанбул, така ли? Се уште не. Што имаш на ум? Потребни ни се сигурни луѓе и сигурно место за валкани работи. Од каде ќе почнем? Ти први најади се. Господине, сметката. Што е тоа? Сметката, господине. Се уште јадеме, не ли гледаш? Ако сакате, ќе ви ги спакувам. Изедете си ги дома. Мора да не те соберам сега. Изгледа дека како да не бркаш од овде, а? Газдата така нареди, ќе ве молам. Повели. Вау, види ја пак сметката. Повикај ми го газдата да се договориме со него. Нема да може да дојдем. Ќе дојде. Кажи му дека го викам јас. И сметката нема да биде проблем. Ве молам да излезете. Овој пат е од нас. А кој си пак ти да ме честиш мене, бе? Повикај го газдата. Треба да поразговара. Што се случува? Го викаат газдата. Воред. Јас сум синот на собственикот, господа. Ве молам да не правиме проблеми. Излезете по своја волја. Повикај го собственикот. Повикај го собственикот. Чекај, не прави му ништо. Сега треба да се договориме со тебе, газда. Јас ќе си ја платам сметкава веднаш. Ама прифати дека мене ме изигра. Ова сметка е превисока. Затоа мораме да бидеме ортаци. Ортаци ли? Види, јас тебе не те отврдам сосема. Добро размисли за понудава. Во ред. Остави го него. Слушнавте сите. Веќе сме ортаци. Јас ке си го земам мојот дел, а моите луѓе ќе јадат што и да сакаат. А од сега местото ќе не го знае секој. А доколку и помислиш да ми направиш некаква стапица или да ме излажеш, првин ќе го убијам син ти, па после тебе ќе те убијам. Зворот од уста излегува само еднаш. Во ред.
Gospodine, imam loša vest. Базата на лионите е нападната. Како е можно? Пола Талендар и неговата екипа ја нападнале базата. Испрати ми го командантот веднаш. Не можеме да го добиеме. Што значи тоа не може да го добиеме? Жал ми е, господине. Нема преживеани во базата. Господине, техничката екипа дошла до некаква порака. Слушнав дека повторно имаш за цел мојата држава. За тебе ќе нема мир не само овде, туку во ниедна од државите кои ги имаш окупирано. Имаш слушнато за мене. Имаш слушнато за војната која започнав со Амон. Сега е ред на тебе, Ра. За тебе ќе нема мир не само овде, туку во ниедна од државите кои ги имаш окупирано. Имаш слушнато за мене. Имаш слушнато за војната која започнав со Амон. Сега е ред на тебе, Ра. Добре дојде, Мартин. Ке беше подобро да те најдев добро. Затоа ќе треба да почекаш неколку дена. Подготвувам акција која долго ќе се памети. И вчерашната акција требаше да биде таква. Но загубата која имаше Лион с ношти е поголема од секогаш. Не е како порано. Секој владење има своја цена. Пола Талендар те направи да бидеш ваков, Брендон. Требаше да го отстраниш уште на почетокот. Уште колку пати ќе ти го кажам исто ово. Не е доволно да биде отстранет. Треба да направиме такво нешто што никој не може да крене ниту една прашинка над династиите. Во ред тогаш, ти посакувам успех за понатаму. Ти за ова ли дојде до овде? Не, дојдов да помогнам. Го најде ли човекот што ти ни продава оружје? Разговарав со неколкумина. На повеќето им изгледаше ризично. Само едниот од нив прифати. Кој е тој? Господино Захаријас. Захаријас. Стар волк. Да се видиме што поскоро. Дојди кај мене. Повелете, господин. Започнуваме со акција. Доказите нека бидат дадени на криминалната истрага. Во ред, господин. Да нема грешки и да нема проблеми при трансферот на парите. Во ред, господин. Јас сум на работ на Карпата. Во хороскопски знак на љубовница. Прекрасен. Моите подпетици во дланката на јазот. Љубовникот ме повикува чекор по чекор. Останав на врвот на прстите. Еден мал ветер и ме турна и ме влече. Јас сум на работ на Карпата. Подготвен свет, подготвен кревет, ми се прикажува подготвена жртва. Твојата убавина ја гази секоја граница. Јас сум на работ на Карпата, јас сум сиромашен, презиран, на 1000 страни расцепен, оган, предавници, копје од небесите, седум. Јас, кој не знаев што е здрав, треперам со тебе.
Стави ги и овие. Колеги, со лесно нека ви е. Ви благодарам. Многу е добро што ве гледам повторно. Како да одам кај оној сетер што не знае да направи два убави муабети пусат? И мене не ми е лесно, Зулфикер ага, но Батополот зборуваше сигурно. Слушна и ти. Слушнав, но камо да не слушнав. Зулфикер ага, ние не одиме за сетер. Одиме за Бато. А да не беше Полат мој. И да ме убијат, не би отишол пусат. Е, добро де. Ова е наша обврска. Остави го минатото назад, Зулфикер ага. Ќе направиме се што треба. Ќе направиме. Лейла се труди да најде докази за судењето. Треба да најдеме докази кои ќе ни ја заекнат раката. го натрав Талха да ми подготви едно досие. И Ходжа работи на ова, исто така. Ти, кога правеше истражување, кажа дека може да се докаже дека Сагир соработувал со гласникот полицијата. Може да го докажеме тоа со видео снимките од безбедносните камери. Имаме ли некаква вест од Зулфикер, Ерхан? Се уште не, бате. Каде е Акиф? Чекај. Акиф. Добре дојдовте. Имам многу важна вест за вас. Добив информација од станицата. Ќе ги пренесувале парите од станицата. Каде ќе ги носат? Ќе ги носеле на преиспитување со криминална истрага. Треба да ги земеме парите пред да влезат на анализа. Зошто го правиш ова, Раскон? Раскон се појави кога јас бев пред умирање. Сакам да дојде пак. Психологот ти кажа дека ќе дојде. Таа мисли дека јас сум Раскон. Глупости. Јас ќе си излечам себе си. Зошто нема куршуми во ова, Димитри? Може би Раскон ги извадил. Знаеш дека секогаш те брани. Моли се што те стрелав јас. Да беше Раскон ке те убиеше.
Контролирај го пиштолот редовно, Димитри. Поради тебе не успеав со терапијата. Во ред, Раскун. Ќе го проверувам. Се отвара патот за тебе, Балтазаре. Да дозволеше, ќе си го отворев мојот пат и ќе го немаше пусат. Не сваќаш. Да му ја завршеше работата на пусат без наша дозвола, во иднина веќе не ќе бев на твоја страна. Немаше да бидам, да знаеш. Кој е следниот чекор? Со составување на советот, некој треба да ги преземе сите работи во Истанбул. Мислиш на покровителство? За сега е рано да се разговара отворено, Балтазар. Ама ти ќе внимаваш на секој чекор од сега. И нема да се мешаш во работите на пусат. А ако тој не седи мирно? Ние сме тука. Секој чекор што ќе го презема, не против тебе, ќе биде направен против нас. Добивме сигнал од човекот во станицата? Да, возилото со парите на пат.